Безживотно тело на жена во фаза на распаѓање изутрината е пронајдено во близина на селото Зрновци во околината на Кочани. Официјално причините за смртта не се познати, но тамошните медиуми во текот на денот објавија дека станува збор за грозоморно убиство. На самото место во Зрновци е Маја Стојановска, во живо ја вклучуваме во вестите. Маја, дали телото е веќе идентификувано и дали се знае која е точно жртвата? Има ли некаква потврда на информациите што се појавија во јавноста и што ги пренесоа тамошните медиуми? Што досега се знае? Не, Борче, идентитетот на жената и официјалните причини за незината смрт за сега остануваат непознати, односно надлежните институции се уште ги немаат потврдено. Меѓутоа, ние во моментов се наоѓаме токму на местото каде што утринава беше пронајдено телото на жената. Тоа е местото викано Ѓошевски орев, околу кеот на Зрновска река, каде што до пред малку овде се наоѓа и полициски службеници и пожарникари кои што најверојатно ги бараат одговорите на овие прашања. Практично на ова место зад мене било пронајдено телото на жената, како што ни посочија дел од локалните жители, кои вознемирани овде за камерата на Канал 5 посочија дека не паметат ваква трагедија да се случи овде во селото. Ова место се наоѓа на околу 1 километар од самото село, до него не води асфалтиран, туку земјан пат. Локалните жители исто така ни просведочија дека ретко кој од нив се движи овде, единствено нели оние луѓе кои што се занимаваат со земјоделство и имаат ниви, од време на време поминуваат овде, но сепак она што официјално го соопштија од Министерството за внатрешни работи е тоа дека жител локален овде од селото околу 10 часот и 40 минути пријавил дека го нашол телото, пошто полицијата и јавен обвинител од Кочанското обвинителство веднаш излегле на терен и извршиле увид на лице место. Телото кога веќе било пронајдено овде, било во фаза на распаѓање, истото ќе биде предадено на обдукција, нели, за да се утврди самиот идентитет и причините за смртта. Тука предлагам да погледнеме што официјално засега изјави од МВР. Денеска во секторот за внатрешни работи Штип е пријавено дека околу 10 часот и 40 минути во село Зрновци, во место викано Ѓошевски орев, во близина на Зрновска река, е пронајден човечки леш во фаза на распаѓање. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Борче, како што спомена и ти предходно, за овој случај започнаа да се шират повеќе шпекулации, да се објавуваат повеќе неофицијални информации, но и од она што можевме да го слушнеме од делот жителите овде, дел од медиумите локалните веќе пишуваат дека кога телото било пронајдено, тоа било обезглавено, а неофицијално жената пред да биде убиена била и жртва на насилство. Со оглед на тоа што дел од жителите овде исто така ни посочија дека во овие моменти овде не била пријавена исчезната жена. Тие се сомневаат дека станува збор за лице од околните села, но секако, како што напоменав, ќе напоменам уште еднаш, за сега сите овие информации се неофицијални, а официјалните информации ги очекуваме од надлежните служби. Ова е еден навистина мистериозен случај. Можам да кажам дека потсеќано со 25 годишникот од Кумановско, кој што е осумничен за серија на убиства на жени, на кој што исто така им претходело насилство. Како што кажав, за сега не е познато официјално ниту идентитетот на жената, ниту официјалните причини за незината смрт. Се останато, како што посочи од обвинителството, за сега се шпекулации. Официјалните информации ги чекаме, па доколку ги имаме, ќе ви ги соопштиме во наредните вести. Тоа би било за сега се од овде студио. Така, Маја Стојановска во живо околу пронајденото женско тело во околината на Кочанскот. И благодарам.